Централни вести, добар ден и ви благодарам што сте на Канал 5. Почнуваме со насловите денеска. КОС на средба во владата. Утре самит ЕУ Западен Балкан за планот за раст и евроинтеграциите во фокусот. Све што води во насока на диалог кој што ќе значи предвидливост на процесот на преговори за нас е добродојдено. Филипчо обвинува дека власта целосно го напушти европскиот пат. Покрај опасното задолжување со директни заеми, политиките се водат под диктат на други земји. Пуштен експресниот пат Дреново-Фариш. Дојде време кога проектите не се рекламираат на хартија, туку се градат, вели Мицкоски. Дојде време кога државата не е банкомат за моќници, туку мотор на развој. Буквално планина се помести за да се изгради овој експресен пат и да е безбеден, што е многу значајно. По дом и партијата на пензионерите ја напушта коалицијата со СДСМ. На локалните ќе одат со ВМРО ДПМН. Сакаме да биде власта и да може да ги решаваме проблемите на пензионерите. Уште една трагедија. 9-годишно девојче од Македонија се удави во река во Италија. Пожар се шири во близина на границата со Грција. Од ЦУК алармираат. Можни се експлозии на стари гранати. Во очи утрешниот самит ЕУ Западен Балкан за планот за раст, попладнево во владата еврокомесарката Марта Кос имаше средба со премиерот Мицкоски. Евроинтеграцијата е првен приоритет за власта. Планот за раст е централна тема, но неодминливо е и прашањето за деблокадата на евроинтеграциите на земјава. Потврди на пресконференција денеска министерот за европски прашања Муртезани. Пред владата е Сандра Спасовска, во живо имаме во Централните вести. Сандра, да чуеме дали има детали од разговорите на Кос во владата и дали заврши средбата меѓу Мицкоски и Кос. Борче, детали од средбата на премиерот Христијан Мицкоски и еврокомесарката Марта Кос засега се уште нема. Да поденешната средба тука во владата, која започна во 16 часот, а пред малку заврши. Морам да споменам дека средбата е завршена, меѓутоа изјави не се предвидени од владата. Најавија дека за тоа што се разговарало на денешната средба ќе информираат преку соопштение, меѓутоа до овој момент соопштение се уште не е испратено до медиумите. На денешната средба тука во владата, освен премиерот Мицкоски и Кос, присутни беа и министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, за европски прашања Урхан Муртезани, присутен беше и евроамбасадорот во земјава Михалис Рокас. Споменавме денеска изјави не се предвидени, меѓутоа се уште нема стигнато ниту соопштение од владата за тоа што се точно се разговарало на денешната средба. Инаку денеска предпладнево на Скопскиот аеродром Кос беше пречекана од страна на министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, кој откако ја пречека еврокомесарката сподели фотографии на социјалните мрежи, меѓутоа испрати и порака. Во неговиот Facebook статус беше наведено дека евроинтеграциите не се само декларативна заложба, туку и јасна стратешка определба на владата. На кои теми се разговарало денеска и за целата оваа двудневна посета на еврокомесарката Кос, која е во земјава и денеска и утре во рамки на лидерскиот состанок ЕУ Западен Балкан за планот за раст. Утрово на пресконференција беше прашан и министерот за европски прашања Урхан Муртезани, кој што секако кажа дека централна тема ќе биде планот за раст, меѓутоа ќе се разговара и за деблокада на македонските евроинтеграции. Муртезани посочи дека во однос на барањето решение и отварање на преговори, нашата држава секогаш покажала спремност, а во однос на средствата од планот за раст рече дека не се под закана, иако не е исполнет процентот на исполнетост. Според него, како што посочи, просекот на исполнетост на реформската агенда за регионот е 50%, а за Македонија ризикот би бил доколку не се исполни тоа до јуни 2026 година, односно до јуни следната година. Во продолжение предлагам да ја слушнеме изјавата на Муртезани. Секако дека
Централна тема на денешната билатерална средба ќе биде планот за раст, за кој што е и утрешниот самит. Меѓутоа, во секој состанок со високите представници од Брисел, секако дека разговараме и за изнаоѓање на можности, при тоа зачувување на нашите позиции, а и обезбедување на процесот до крај. Така да очекуваме дека и таа тема ќе се отвори денес на билатералната средба. Све што води во насока на диалог кој што ќе значи предвидливост на процесот на преговори за нас е добродојдено. И премиерот лично и владата во неколку наврати сме изразиле подготвеност да го почнеме тој процес на диалог кој што ќе води до откочување на процесот. Сандра, во очекување на соопштението од владата за сето на што се говорело денеска на средбите со еврокомесарката Кос, да чуеме која е утрешната агенда за ЕУ Западен Балкан самитот. Така, Борче, за утре во текот на утрешниот ден предвидени се два панели, едниот посветен на планот за раст и вториот посветен на конкретни механизми и поддршка за спроведување на планот за раст. Помеѓу двата панели предвидено е, освен што воведни обраќања на првиот панел ќе имаат и премиерот Христијан Мицкоски и комесарката Марта Кос, предвидено е и нивна заедничка пресконференција напладне, утре во земјава, според најавите присутни ќе бидат и лидерите на земјите од Западен Балкан, односно на Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Србија и Црна Гора. Студио. Сандра Спасовска за посетата на еврокомесарката Кос и на самитот ЕУ Западен Балкан. Ти благодарам. Владата храбро чекори кон авторитаризам. Наместо кон ЕУ земјата, власта ја води во геополитичка изолација и економска зависност од други земји. Обвинува лидерот на СДСМ Венко Филипче. Како потврда за тоа го наведува и последниот извештај на Европскиот парламент. Детали од Маја Становска. Владата предводена од ВМРО-ДПМН целосно го има напуштено европскиот пат, а оценката за земјава во новиот извештај на Европскиот парламент е најлоша во последната деценија, смета лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче. Според него, наместо да стави фокус на европските интеграции, владата ја ставила државата во геополитичка изолација и економска зависност од други земји како Кина и Русија. Дополнително Филипче смета дека барањето на Бугарија за современ македонски јазик и идентитет доаѓа како резултат на провокации на владата, зашто упати апел до ВМРО-ДПМН заеднички да лобираат да остане неутралната дефиниција. Покрај опасното задолжување со директни заеми, политиките се водат под диктат на други земји кои имаат преголемо влијание врз оваа влада, а сега тоа се повеќе се гледа и практично се потврдува. Во извештајот јасно стои дека Северна Македонија е тешко погодена од странско мешање и дезинформацијски кампањи, вклучувајте хибридни закани, стратешка корупција, сомнителни финансиски текови и принудни инвестициски практики, особено со потекло од Русија и од Кина. Филипче вели дека владата не успеала да ги исполни роковите од Европската агенда, а 43 милиони евро од планот за раст останале неискористени. Во однос на идејата на премиерот Мицкоски за вонреден електронски попис под услов на една изборна единица, Филипче вели дека во моментов постојат сериозни предизвици за тоа да биде изведено. Многу луѓе имаат лични карти кои што се водат на друга адреса, имаат повеќе имот станови, куќи, и голем е тој процент. Над 25-6% се тие луѓе. Што значи дека првиот предизвик електронскиот попис е нема да има вистинска мапа на населението. Ја нема националноста во ниту една електронска база. И кога се вкрстуваат податоците со базите на Фондот за здравствено осигурување, ПИОМ, УЈП со цел да тие податоци се проверат од направениот попис, како што во наше време за време на пописот се вкрстени податоците од 6 електронски бази, за да се провери каде е работното место, име, презиме и така натаму, ја нема графата за националност. Тие две работи сметам дека се сериозен предизвик. Филипче најави дека во текот на месец јули СДСМ ќе го објави името на својот кандидат за градоначалник на град Скопје на предстојните локални избори. Оваа недела по состанок на извршниот одбор на партијата пак најави дека ќе бидат објавени останатите 20 кандидати за градоначалници.
Пуштен експресниот пат Фариш-Дреново, дел од коридорот 10Д. Неполни 6 месеци откако на почетокот од годинава беше пуштена и првата делница Градско-Дреново. Дојде време кога проектите не се рекламираат на хартија, туку се градат на терен, порача премиерот Мицкоски. Откако на стартот на годинава заедно со првиот дел Градско-Дреново беше пуштен 1 километар, денеска и официјално се пушти за сообраќај целата делница од Фариш до Дреново во должина од 10,2 километри. Од Скопје до Прилеп според надлежните ќе се патува околу 1 час, а до Битола час и половина. Делницата Фариш-Дреново, дел од експресниот пат Градско-Прилеп, која ја градеше кинески Синохидро, е во вредност од околу 45 милиони евра. Проект финансиран со заем од ЕБОР. Нагласувајќи ја важноста од завршувањето и пуштањето во употреба на овој пат, како дел од коридор 10, премиерот Христијан Мицкоски вели, ова ќе значи поголем економски и општествен развој на државата. Дојде време кога државата не е банкомат за моќници, туку мотор на развојот. Дојде време кога проектите не се рекламираат на хартија, туку се градат на терен. Дојде време кога парите од граѓаните се враќаат назад кај граѓаните преку проекти, патишта, училишта, фабрики. Иако, како што беше нагласено, се работи за еден од најопасните патишта во земјава, денеска вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски уверува имаме безбеден пат. Според Николовски, по автопатот Кичево-Охрид, ова бил еден од најсложените проекти. Тунелите позади нас и планината позади нив беа навистина голем предизвик. Буквално планина се помести за да се изгради овој експресен пат и да е безбеден, што е многу значајно. После година дена имаме реалност, а не вештачка интелигенција, и затоа ние сме каде што сме, нашите опоненти се таму каде што се. Првиот човек на јавното предпријатие за државни патишта, Куце Трајановски, најави дека во периодот кој следи ќе се започне со изградба и на трета лента од каменеломот на Плетвар до Беловодица, а со владата вели се разгледуваат и опции за изградба на експресен пат до Прилеп. Разговараме со премиерот и со министерот за изградба на експресен пат кој што ќе води до Прилеп со тунел на Плетвар. Доколку тоа успееме, мислам дека тоа ќе биде еден многу значаен и малку подолгорочен потек и потфат и проект на владата на Република Македонија. Посвеченото пуштање на делницата преку соопштение реагира од опозицијската СДСМ. Од партијата и денеска ја обвинија владата дека се слика со проекти кои велат биле во најголем дел завршени во време на нивниот мандат. ВМРО-ДПМН е по цела година власт се слика со отворање на пат кој 90% беше готов, за кој само санираа едно свлечиште, поставија сигнализација и неколку огради. Стои во партиското соопштение. По дом и партијата на пензионерите напушта коалицијата со СДСМ и на локалните избори ќе настапат како дел од владеачката коалиција на ВМРО-ДПМН. Председателот на партијата Илија Николовски вели дека за ваква одлука гласале партиските органи кои се изјасниле за соработка со актуелната власт. Михајло Видимлиски. Одлуката да соработуваат со актуелната власт од партијата на пензионери вела дека е донесена на барање на членството. Председателот на партијата Илија Николовски за Канал 5 вели дека на Централниот одбор на партијата, што се одржал пред неколку дена, никој не поддржал да останат во коалиција со СДСМ, а над 90% поддржале соработка со ВМРО-ДПМН, а идеолошки не се оптеретени да соработуваат со било кој политички субјект. Официјално не донесуваме ние одлука, меѓутоа одлука ќе биде утре ќе формализиране на извршниот одбор, дека ќе одиме со актуелната власт. Еден од дискутантите рече, ние во статутот имаме една точка, дека ние треба да бидеме во власта. Према тоа мене не ме интересира кој е на власт, дали е СДСМ или ВМРО, ние сакаме да бидеме во власта и да може да ги решаваме проблемите на пензионерите. Николовски додаде и дека за ова веќе разговарал со председателот на СДСМ Венко Филипче, кој како што рече имал разбирање и средбата поминала пријателски. Но Филипче пак денеска состав дека партијата на пензионери направила грешка што ја напуштила коалицијата со СДСМ. Во однос на партијата на пензионери, тоа е политичка партија која што има апсолутно право да носи своји автентични одлуки. Искрено верувам дека
таа одлука е погрешна и дека со тек на времето и тие ќе сватат дека таа одлука е погрешна. Ние активно работиме со сите други коалициски партнери и секако изнаоѓаме и нови. Коалицијата со СДСМ неодамна ја напушти и партијата за демократска обнова на Македонија. Напуштањето на коалицијата со СДСМ представува принципиелен исчекор кон заштита на вредносниот интегритет на Дом. Соопштија тогаша на предстојните избори најавија дека нема да коалицираат со политички партии, туку ќе настапат заедно со граѓански иницијативи и локални заедници. Предходно од коалицијата на СДСМ се дистанцираше и ЛДП, а Моника Зајкова најави дека во собранието ќе дејствува независно. СДСМ и денеска обвинува дека милионски тендер за организирање возачки испит во Пелагонискиот регион добил советник од владеачката партија. Министерот Тошковски ги отфрлува обвинувањата и тврди дека тоа е единствената фирма која што ги исполнила условите. Дејан Трајковски. Во огласите на МВР се наведуваат основните законски услови, а не од која политичка партија треба да бидат апликантите, порача министерот за внатрешни работи Панче Тошковски по обвинувањата од СДСМ дека се мести тендерот за возачките испити во Битола, Ресен и Прилеп. Според него, претходно со истиот полигон договор имала фирма на семејство блиско до СДСМ, која сега не ги исполнила законските услови, па праша врз основа на кои критериуми го добиле тогашниот тендер. Дали е точно дека полигонот врз основа на кој што едната фирма ги исполнила условите, а другата фирма не ги исполнила условите и учествувале во рамки на овој јавен оглас, е на една позната фамилија која што во минатото и текако беше представник на Социјалдемократскиот сојуз во рамки на локална власт и во рамки на централна. Ако им е толку многу битно која од која политичка партија е, дали токму фамилијата од СДСМ и како моćна фамилија во рамки на реонот Преспа, е онаа фамилија која што одлучила кој ќе го добие тендер. Од СДСМ и денеска обвинуваат дека МВР е во функција на партиски бизниси, односно дека милионскиот тендер за организирање на возачки испити во Пелагонискиот регион е даден на фирма која е регистрирана пред 3 месеци, а е во сопственост на советникот од ВМРО ДПМН во општина Кичево Филип Митрески. Од СДСМ побара институциите да постапат, односно антикорупцијска да отвори предмети да го испита целиот процес, а обвинителството да покрене постапка по допрен глас. Станува збор за сериозни индиции дека тендерот бил однапред наместен, дека целата процедура е креирана за да се обезбеди профит за партиски блиски структури. Ваков модел на доделување на јавни услуги на нови фирми без искуство, контролирани од партиски кадри, представуваат класичен партиски грабеж. Обвинувањата од СДСМ следуваат откако медиумите во јавноста пред 2 недели отворија сомнежи за фирмата која го добила тендерот. Освен МВР, тогаш и сопственикот Митревски во пишана изјава порача дека иако фирмата постои од лани, тимот кој работи е професионален со долгогодишно искуство во возачките обуки и организирање на испити. Што се однесува до партиските поврзувања, Митревски посочи дека без разлика на политичките убедувања, секој има право да основа и води фирма, доколку ги исполнува законските услови, односно дека професионалноста треба да биде мерило, а не личната политичка определба. ВМРО ДПМН денеска побара СДСМ да се огради и да го осуди градоначалникот на Струмица Костадин Костадинов, откако тој реагираше на изјава на новинарот Драган Павлович Латас. Бараат да реагира јавното обвинителство за, како што наведуваат, скандалозна крвна закана. Ги повикуваме СДС јавно да се оградат и да го осудат Костадинов, воспротивно ќе докажат дека нападот врз новинарите е нивна партиска политика. Дополнително ги повикуваме медиумските здруженија да го осудат истиот, а воедно упатуваме апел до јавното обвинителство да го повика Костадинов и да го праша дали и како планира да ја изврши осветата за која сам пишува дека е од траен карактер, а потоа и да поведе постапка против него. Оваа закана не смее да помине. Ако општеството подклекне под оваа закана на Костадинов, се става во траен ризик од губење на сите стандарди и норми. Во мојата објава немаше ниту збор за насилство, ниту повик за убиство. Тоа можел да го види само човек што во себе го носи тој мрачен нагон. Јас пишував за одбрана на честа, за семејството, за вистината. И ќе го правам тоа секогаш, одговори градоначалникот Костадинов.
Моите зборови не беа упатени кон новинарот Латас, туку кон човекот ДП Латас. Предлагам ВМРО ДПМН е сериозно да се преиспита и да најде начин како ќе им објасни на граѓаните на Струмица, на цела Македонија. Зошто стои зад човек што вели дека нашиот град е бугарски? Стои меѓу другото во реакцијата на Костадинов. Со реакција се огласи и од АВМО, велат политичарите и носителите на јавни функции мора да бидат пример за достоинствена и одговорна комуникација. Апелираме тие да се воздржат од изјави што можат да поттикнат омраза во јавниот дискурс. Постојат институционални механизми за изразување незадоволство од медиумски содржини, кои секогаш треба да се користат, наместо јавни закани и притисоци, велат од агенцијата. ЦУК алармираше дека се шири пожарот во близина на границата со Грција, кој што се развива на непристапен и тежок терен. А ситуацијата е опасна, бидејќи се слуша пукање од муниција и постојат сознанија за можни неоткопани гранати во реонот. Пожарот е во селото Бешиште, општина Новаци, а изби во саботата. Гори сува трева, како и делови од борова, дабова и букова шума. Пожарот е активен на 2 крака во местноста Уров, во атарот на селото Бешиште и во насока кон селото Градешница, општина Новаци. Интервенираат противпожарните екипи. Пожарот е активен на 2 краци и тоа во местноста Уров, во атарот на село Бешиште и во насока кон село Градешница, општина Новаци. Пожарот се шири кон границата со Грција, а на терен интервенираат пожарникари од територијалната противпожарна единица Прилеп и лица од шумско стопанство Црн Бор Прилеп. Пожарот се развива на непристапен и тежок терен, опожарена е површина од околу 100 хектари со борова, дабова и букова шума. Ситуацијата е опасна бидејќи се слуша пукање од муниција и постојат сознанија за можни неоткопани гранати во реонот. За настанот се известени сите надлежни служби. Се запалил глисер што се спуштал во студенчишкиот канал во Охрид из утрината, информира од Охридската полиција. Во пожарот нема повредени, а причината е поголема материјална штета. Денес околу 10 часот и 20 минути во СВР Охрид пријавено било дека има чад кој што доаѓа од студенчишкиот канал, каде што се запалил пловен објект глисер. Екипи од СВР Охрид, Езерската полиција, Армискиот центар за обука на вода и противпожарните екипи од Охрид веднаш излегле на терен. Оттаму додаваат дека штета била предизвикана и на други глисери што биле во негова близина, а увидот ќе ги утврди причините за пожарот. Од топлото време, освен возрастните и граѓаните со хронични болести, на удар се и децата, предупредуваат матичните лекари, кои препорачуваат предпазливост кај родителите, особено од дехидратација. Сања Трајковска Ставров. Периодов има и респираторни и стомачни вируси, и кај возрастни, ама повеќе кај децата, но поопасни се состојбите од последиците на топлото време, предупредува доктор Мира Атанасова, чија матична ординација и деновиве е полна со пациенти, и мали и големи. Доктор Атанасова вели дека ситуацијата може да биде загрижувачка кај доенчиња кои дехидрирале, а бебињата се разликуваат по однесувањето, па родителите потешко ја препознаваат. Најголем проблем кај малите деца, кај доенчињата, ние на нас педиатрите дехидратацијата. Дехидратацијата е една слика која што не ќеме да ја гледаме во нашите ординации. Апелот е да децата се појат со доста течности, течности што се од типот на сокчиња, водата ќе ја спомнам како број 1, електролитните раствори ќе ги спомнеме. Поењето на децата ни е многу битно, затоа што сувата пелена за нас педиатрите е голем аларм. Тоа значи дека таквото дете не пие доволно течност, ќе биде раздразливо, ќе биде плачливо или обратно ќе имаме некоја тивко бебенце што ќе биде поспано, мирно, тивко со часови нема да приметат нити родителите, нити бабите и дедовците дека тоа дете е дехидрирано. Во летната сезона, кога веќе се започнати и одморите, родителите треба да знаат да ги препознаат и симптомите на сончаница, кои се полесни за детекција кај поголемите деца што веќе говорат, за разлика од помалите што не знаат да објаснат што чувствуваат. Сончаницата на кратко би објаснила дека е директно изложеност на сонце, некритично, долготрајно изложување на сонце, особено треба главата да биде изложена и вратот, значи горните партии од главата и вратот.
Таквите пациенти би покажале една силна раздразливост, би покажале главоболка, мачнина, гадење, повраќање и ќе им се крене, значи високо фебрилна температура, значи ќе имаме кај тие пациенти. Поентата ми е да укажам дека таков пациент веднаш треба да се тргне од сонце. Кај сончаница потребно е да се даваат течности, да се ставаат ладни облоги и за ден до 2 поминува. Лекарите објаснуваат дека за разлика од сончаницата, топлотниот удар е многу посериозна состојба. Вози одморен е слоганот на превентивната кампања што МВР и Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот ја промовираат денеска на граничниот премин Богородица. Сите оние кои што се позади воланот, кои што управуваат моторни возила во рамки на овие жешти летни горештини, да колку што може повеќе употребуваат течности, да колку што може повеќе прават паузи во рамки на возењата, да ги почитуваат сообраќајните правила, особено да ги почитуваат сообраќајните правила кои што се поврзани со почитување на брзината на автопатиштата и сите останати сообраќајни правила, се со цел да имаме помал број на сообраќајни незгоди, а со тоа и помал број на загубени човечки животи. Возачите да почесто да прават одмори, односно на секое на возење од 2 часа да прават пауза по минимум 15 минути, да избегнуваат возење во ноќни услови, при дневни високи температури, да прават паузи, да земаат повеќе течност, децава до 5 години да ги привезуваат до детски седишта, да не користат мобилен телефон, да ја почитуваат брзината на движење, се со цел да стигнат безбедно на саканата дестинација. Компанијата Кожувчанка прославува 3 децении од незиното постоење. За 3 децениската успешна приказна на Кожувчанка во Стопанската комора на Македонија се одржи и пригодна свечаност. Собственикот на компанијата Митко Јанчев по повод јубилеот најави и нов бренд Аква Мила, природна изворска вода, по името на неговата ќерка. Повеќе детали од Здравко Димитров. Кожувчанка Кавадарци одбележа 30 години постоење. Како што кажа градоначалникот на општина Кавадарци и собственик на компанијата Митко Јанчев, годишно се произведуваат над 50 милиони литри вода само за македонски пазар, со што покриваат околу 45% од потребите. Јанчев официјално го најави и новиот бренд природна изворска вода Аква Мила. Пред точно 3 децении, моите покојни татко и чичко имале визија, многу љубов кон природата Кожув. Тие поставија основата на она што сме ние денес. Денес минералната вода Кожучанка слави 30 години како бренд. Се произведува и како функционална вода со 2 вкуса, а е прва на пазарот пакувана во лименка. Изворска вода пак е најпродаваната изворска вода во Македонија, полнета во екоамбалажа и сега достигнува во над 10 различни литраши. Капацитетот ќе се зголеми за уште 30 милиона литра, што ќе не донесе до вкупно 105 милиона литра производство на вода на годишно ниво. Компанијата добила дозвола и концесија во 1995 година, а со тоа е првата приватна минерална вода во Македонија. 10 години подоцна, Кожувчанка потпиша договор со германскиот бренд Синалко. Во 2008 година пак компанијата го промовира и го пушта во промет брендот на природната вода Изворска. Денес компанијата брои 150 директно вработени лица, но уште поголем број индиректни соработници, а производите се извезуваат во Европа, Северна Америка и Австралија. Од скромен почеток на мојата фамилија, со неколку вработени и еден производ со истото име, во овие 30 години изградивме повеќе брендови и преку 70 производи кои се присутни во секоја фамилија. Кожувчанка денес не е само домашен бренд. Нашите производи се присутни и на странските пазари, гордо носејќи го македонскиот квалитет и надвор од нашите граници. Со силна дистрибутивна мрежа и со фокус на постојано подобрување, целиме кон уште пошироко меѓународно присуство. Заедно со Чупарковска изразија благодарност до своите вработени, Стопанската комора и до партнерите од Синалко брендот, за кои велат дека се силните темели врз кои ја градат иднината на компанијата. И на крајот од вестите,
Уште еднаш за средбата меѓу еврокомесарката Кос со премиерот Мицкоски, предмалку од владата испратија и соопштение во кое што велат европската перспектива на регионот, реформите и реализацијата на планот за раст на ЕУ за Западен Балкан, дека биле во фокусот на разговорите во владата меѓу Мицкоски и Кос. Премиерот Мицкоски ја истакна цврстата определба на владата за интеграција во Европската унија достоинствено и преку спроведување суштински реформи во областа на владење на правото, економскиот развој и дигиталната трансформација. Кос пак ја поздравила реформската агенда на владата и ја потврдила поддршката за напредокот на регионот на европскиот пат, информира од владата. Тука ги завршуваме централните вести. Ви во продолжение останувате на Канал 5 со уште едно издание на Само вистина. Пријатна вечер.